Имаме право да дишеме чист воздух, да пиеме здрава и чиста вода, да учиме на мајчин јазик. На овие области најмногу се пожалија тетовци кои имаа можност да ги напишат општествените проблеми на зидот на нееднаквоста, поставен во центарот на градот. Овој пат зидот со символично значење. Символизира се што не е во ред, се што не е законски, се што не е стандардно во животот на тетовчани, меѓутоа и на другите граѓанки и граѓани во Западна Македонија. Заедно со тој материјал ќе се спои во еден кој ќе биде материјал, односно извештај на национално ниво. Освен тоа, избери демократија, како што е насловот на проектот, заедничкиот наслов на сите активности, се занимава и со тоа што е јакна јавната свест за солидарноста и одбраната на човековите права и слободи. Се обидуваме во јавноста да ја промовираме идејата дека кршењето на човековите права и слободи се против законот и против уставот. За жал во Македонија гледаме ситуација во која масовно се кршат човековите права и слободи и тоа најчесто институциите се тие кои ги кршат човековите права и слободи на граѓаните. Освен тоа, гледаме кршење на човековите права и во доменот на меѓучовечките односи, меѓу етничките односи, исто така во работните односи, страшно кршење на човековите права, исто така имаме еден извесен број, не мал, на пречекрување на службените овластувања и полициска бруталност. Луѓето се дискриминирани, повредени им се човековите права и слободи, но многу мал број го креваат својот глас за подобро утре. Најчесто се воздржани. Значи не ги кажуваат проблемите отворено, не знаеме кои се тоа причините, значи не можеме да разбереме, но за жал гледаме дека се затворени, дека потешко доаѓаме до информации што е тоа што ги мачи, за да може да го пренесеме до оние кои што може да направат промени, па таа ситуација да се надмине како проблем или како предизвик, за понатаму да имаме среќни граѓани. Работиме на тоа, како што може да видите и денес, се обидуваме да стапиме во контакт со граѓаните, се тоа да го сублимираме, да го пренесеме и да се надеваме дека доколку има или се идентификува или има одредени состојби, предизвици или проблеми, тоа да го пренесеме кај оние што може да направат промена и истото да го решаваат. Информациите споделени на зидот на нееднаквоста ќе бидат внесени во опширниот извештај за состојбата на човековите права и слободи во Македонија. Објавувањето на извештајот е закажан за 7 март. Проектот Избери демократија е поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско општество, имплементиран од Фондацијата Отворено општество Македонија.